Opel ги објави првите детали од својата најнова понуда, Zafira Life. Моделот ќе се нуди во три должини: Small 4,6 метри, Medium 4,95 метри и Large 5,3 метри, а секоја од нив нуди можност за превоз до 9 патника. Од Opel коментираат дека малата верзија на Zafira Life е околу 10 см пократка во споредба со актуелната Zafira, а најголемата е со околу 65 см подолга и е споредлива со патничкиот Vivaro комби. Opel Zafira Life ветува дека ќе им понуди на корисниците флексибилен и комфорен интериер, богат сет системи за асистенција и технологии, вклучувајќи проекционен head-up екран, активен круз контрол, панорамски стаклен плафон, IntelliGrip систем, луксузно ланч ниво на опрема и друго. Новата Zafira Life ќе биде представена официјално пред публика за време на меѓународниот саем во Брисел следната недела, а барањата за купување на автомобилот ќе почнат да се реализираат во текот на следниот месец. Opel исто така најавува дека на почетокот на 2021 година Zafira ќе биде достапен и во целосно електрична верзија. Детройт е автомобилски саем кој во 2019 година се одржува по 32 пат. Ова изложба може би е една и од најбитните за автомобилската индустрија, не само заради големината на американскиот пазар, туку и затоа што е првиот автосалон кој се одржува во годината, а автомобилските производители имаат желба на стартот на годината да се пофалат со своите концепти, новитети и технологии. На годинишниот салон за автомобили во Детройт, што се однесува до американските компании, најактуелни се новините за пикапите, чија популарност се зголемува од година во година. И оваа година салонот го одбележа најпосакуваните на планетава SUV изданија и кросовери. Ford го покажа новиот Shelby GT500 и ги откри првите детали за најмоќниот автомобил во целата своја историја, која има право слободно да се движи по светските патишта. Со пазарно лансирање во есента оваа година, новиот Mustang Shelby GT500 доаѓа со 5,2 литерски 8-цилиндерски мотор во V-облик, кој е во состојба да генерира импресивна максимална моќност од 700 конски сили. Автомобилот, опремен со иновативен 7-степен роботизиран менувач, ќе понуди можност за забрзување од 0 до 100 км на час за малку над 3 секунди и возење на класичната четвртина милја од место за помалку од 11 секунди. Mustang Shelby GT500 е опремен со специјално оптимизирана суспензија, единствени за моделот гуми Michelin, подобрен систем за сопирање, импресивен аеродинамичен пакет, карбонски 20-инчни филни и многу други работи. Иако има дефинитивно спортска природа, Mustang Shelby GT500 доаѓа со луксузно исполнет интериер, со карбонски и алуминиумски апликации, високо квалитетни материјали, можност за нарачување на тркачки седишта Recaro, аудио B&O Play, инфокомуникацијски и мултимедијален систем Sync 3 со 8-инчен екран и други. По представувањето на стандардната верзија на моделот Explorer, кој ќе ја доживее својата пазарна премиера во 2020 година, Ford на својот штанд во Детройт покажа две нови верзии на моделот. Станува збор за ST верзијата како и хибрид изведбата. ST или спортската серија во себе ќе има 3 литерски V6 твин турбо агрегат со моќност од 400 конски сили и 562 ньютон-метри, а како трансмисија ќе го носи 10-степениот автоматски менувач. Возилото
возилото ќе се комбинира со погон на 2 или 4 тркала. Забрзувањето кај оваа варијанта ќе биде 6,7 секунди до 100 км на час, а највисоката брзина што ќе ја достигне е 230 км на час. Explorer ST е предвиден да оди со 21-инчни алуминиумски тркала, спортски издув со 4 цевки, црна маска со ST логото, волан со рамен долен дел, екран со 12,3 инчи диагонала и систем за автоматско паркирање Active Park Assist 2.0. Што се однесува до зелената верзија, Explorer Hybrid, овој модел доаѓа со 318 конски сили, каде се комбинирани електромотор со бензински 3,3 литрен агрегат и литиум-ионски батерии. Менувачката кутија е иста како и кај другите варијанти, а тоа е 10-степениот автоматски менувач. Стандардно моделот е со погон на задната оска, а како опција е тракцијата на сите 4 тркала. Explorer Hybrid во своја стандардна опрема, помеѓу другото има и кожни седишта со грејење, премиум аудио систем, систем за следење на мртва точка, систем за автоматско сопирање, адаптивен темпомат, како и систем за држање на возилото во лента. Цените и датумот на пазарниот почеток ќе бидат дополнително објавени од компанијата. Nissan го представи својот концепт IMS на Интернационалниот сајм за автомобили во Детройт, дефинирајќи го како сосема нов сегмент од подигнатите спортски седани. Со моќен надворешен дизајн, обликот на Nissan IMS е поблизок до оној на седан автомобилите отколку на кросоверите, а доаѓа со целосно електричен погон на 4 тркала. Со долго меѓуоскино растојание, електричното возило е конфигурирано со екстремно просторен интериер од 4 места за седење, односно пар предни седишта и заден пар со можност едното од нив да се преклопи и да се користи како потпирач. Друга интересна карактеристика на Nissan IMS е интегрираниот систем за самоуправување, кој може да се користи кога возачот не е расположен за возење. Nissan IMS се напојува со пар електрични мотори. Батеријата има импресивен капацитет од 115 киловат-часови, а моќта на системот е 483 конски сили и вртажен момент од 800 Нм. Автономијата на концептниот дизајн на Nissan IMS има приспособливо воздушно подпирање и може да помине над 600 км со едно полнење. Кинескиот автопроизводител GAC Motor остави впечаток на автомобилскиот сајм во Детройт, покажувајќи ја светската премиера на концептниот модел N-Transe. Тој е презентиран за да ја покаже посветеноста на компанијата при разработка на идните модели на кинезите. Моделот е развиен од дизајн центарот на GAC во Лос Анџелес, кој е насочен кон задоволување на желбите на американските купувачи. Концептот е навистина револуционерна визија за кинеска компанија, каде се укажуваат новините во насока на енергетиката на возилото, ново ниво на внимание кон корисниците и уникатен интериер и екстериер. За време на автосалонот, кинеската компанија официјално објави дека ја регистрирала трговската компанија во Ирвин, во близина на LA, каде ќе се работи на маркетинг за брендот, планирањето на производите и финансиските операции во Северна Америка. Во говорот исто така беше истакнато дека развојниот центар на компанијата во Детройт веќе функционира официјално. Базата е во Мичиген, а во неа се инвестирани 4,4 милиони американски долари. Центарот ќе асистира во дизајнот и развојот на производите на GAC Group, наменети за пазарот во САД, како и за други странски пазари. Центарот ќе се фокусира посебно на развој на производите, најновите технологии, бирање на таленти и нивната обука. Главен акцент во текот на учеството на Subaru на овогодинешниот сајм во Детройт е премиерата на лимитираната серија STI S209. Од брендот вела дека во серијата ќе бидат вклучени околу 200 автомобили и дека секој од нив ќе располага со специјално оптимизиран 2,5 литерски боксер мотор со зголемена моќност до 341 конска сила. Освен со оптимизираниот мотор, STI S209 се разликува
разликува од сите други представници на моделот со специјален надворешен аеродинамичен пакет, подобрена суспензија, 19-инчни филни BBS во комбинација со Dunlop SP Sport Max GT600A гуми со пирачки систем од Brembo, можност за избор меѓу две бои на внатрешноста World Rally Blue Pearl и Crystal White Pearl и друго. Од Subaru коментираат дека за уште подинамично искуство на патот STI S209 се нуди само со 6 брзински мануелен менувач, како и со индивидуализиран систем SE Drive со 3 режими на работа Intelligent E за постигнување на оптимална економичност, Sport S и Sport Sharp S за оптимално забрзување. Mercedes-Benz го представи новиот CLA. Новата генерација на Mercedes-Benz CLA е една од главните премиери на сајмот за електроника во Лас Вегас CES. Дизајнот на новитетот на Mercedes-Benz е дело на македонскиот дизајнер Славче Таневски, а идејата е да представи комбинација помеѓу елеганција и спортски стил, со цел да одговори на новиот стил на брендот наречен сензуална чистина. Седанот е изграден на МНР платформа, специјално дизајнирана за компактни автомобили. Новиот CLA добил LED дневни светла во форма на бумеранг, како и повеќе елегантна линија на покривот, а исто така и спортски браници. По смената на генерациите на CLA пораснал минимално во димензиите, со што е зголемена и кабината, претежно на задното седиште. Во исто време, волуменот на багажникот е намален за 10 литри и веќе е 410 литри. Машината има добиено низок центар на гравитација и стабилизатор за напречна одржливост, а достапни се и адаптивни амортизери. Алгоритамот за работа на електронскиот систем за одржливост е преработен целосно, за да одговара на карактеристиките на овој автомобил. Коефициентот на аеродинамичен отпор е 0,23, што е за 0,1 повеќе од рекордерот по овој показател, седанот А класа. За тоа помагаат специјални панели поставени под дното на возилото, како и активните елементи во решетката на ладилникот. Новиот Mercedes CLA е опремен со функцијата Interior Assistant, која со помош на сензори го препознава движењето на рацете на возачот и вклучува дополнително осветлување во кабината. Овој систем ќе работи само кога возилото не е во движење, за да не го одземе вниманието на возачот. Друга новина е системот Energizing Package Plus, кој со помош на специјално развиен алгоритам ја активира климатизацијата, масажата, грејењето и вентилацијата на седиштата, како и осветлувањето во внатрешноста. Неговата цел е да му помогне на возачот да се расположи при возењето. Дел од овој пакет е и виртуелниот фитнес инструктор Energizing Coach, која одредува најдобрата програма за тренинг, земајќи ги во предвид физичките параметри на возачот. Седанот добил и информациско забавен систем MBUX, кој дебитираше кај четвртата генерација на А класа. Кај него дигиталниот панел со инструменти е со дијагонала од 7 инчи и е споен со екранот на информациско забавниот систем со иста големина. Новиот CLA исто така има технологијата на S класа. Од поголемиот брат се земени полуавтономниот систем за управување, кој со помош на камери следи до 500 метри пред возилото. Тој работи со помош на адаптивен круз контрол, систем за екстремно сопирање и функција за следење и промена на лентата на движење по потреба. Во Лас Вегас беше прикажана верзијата на CLA со 2-литарскиот бензински турбомотор, кој развива 225 конски сили и 350 Нм вртежен момент. Работи во комбинација со 7 брзински роботизиран менувач со 2 спојки. Моделот ќе добие и посилна модификација CLA 35, како A35 AMG.
Истата ќе се потпира на 2-литарски турбодвигател со 310 конски сили и 400 Нм вртежен момент. Ова ќе овозможи забрзување од 0 до 100 км на час за 4,7 секунди. Многу пати сме напоминале дека за вкусовите е непожелно да се дискутира, но јасно е дека Jaguar секогаш креирал автомобили кои не ги кријат своите емоции, ниту пак се обидуваат да бидат скромни, туку сосема спротивното. Секогаш се движеле гласно, фалејки се со својата долгогодишна традиција и благороднички статус. Таков е и случајот со актуелната генерација на моделот XF, кој за кратко време ги освои срцата на автомобилските фанови, но тоа не доаѓа случајно, туку пред се должи на севкупниот стајлинг и неговата специфична конструкција. Во сегментот каде што доминираат германските производители, британскиот бренд својот производ го пласира со исклучително јак карактер и дизајн кој излегува од рамките на стереотипот. Моделот XF ги поседува сите состојки што се потребни за еден бескомпромисен автомобил кој има намера да се позиционира што е можно повисоко во премиум сегментот, наметнувајќи се како автомобил кој во целост најмногу им прилега на врвните менаџери и деловни луѓе. Категорија која кога избира автомобил смета дека истиот пред се треба да го преслика статусот и имиџот на компанијата која тие ја раководат. Формата на екстериерот кај XF е оптимизиран за аеродинамична ефикасност, тргнувајќи од интегрираната форма на предниот браник до елегантно продолжениот нагоре капак на багажникот. Секој елемент работи во перфектен сплет со останатите со единствена цел, како би се создал што е можно помал воздушен отпор при повисоки брзини. Светла со LED технологија и специфичната Јагуарова маска, како и големите отвори за воздух, го создаваат препознатливиот преден дел. Контурите на кабината се во купеовскиот стајлинг, што кај моделот XF комбинира силна визуелна архитектура, а големите застаклени површини се тука да го зголемат чувството на пространност во внатрешноста на кабинскиот оддел. Како главен финален ефект кај XF се задните LED светла со лентовидна графика, која како и кај помалиот модел XE се инспирирани од купето F-Type и се со облик на двојни кружни елементи скратени по средината. Во внатрешноста XF покажува дека не е штедено во ниту еден поглед. Кабината е прекриена со луксузни елементи и богата понуда на простор. Интелигентниот дизајн и современата изработка создаваат средина која е обкружена со фини материјали, пријатни на допир. Комплетното чувство на несекојдневност започнува од самото влегување. Пулсирачкото копче за стартување ве мами да го притиснете, а штом тоа се случи, започнува кореографијата во која што преклопливите доводи за свеж воздух почнуваат да се отвораат. Селекторот на брзини се издигнува, а моторот ја започнува својата музичка точка. Командниот центар на системот InControl со екран осетлив на допир овозможува управување со различни функции наменети да се направи доживувањето за доправувачот поефикасно, но и позабавно. Тука пред се мислиме на одличниот аудиосистем, производ на реномираната марка Meridian, кој се грижи за одлично распределениот чист звук низ кабината. Самиот InControl систем преку едноставното мени дозволува лесно движење низ секундарните функции и не бара дополнително време за учење или пак оттргнување на погледот од патот, со што позитивно влијае и врз безбедноста при управувањето со автомобилот. Кога станува збор за просторот, може слободно да констатираме дека XF е меѓу најдобрите во сегментот, особено на задните седишта што се однесува до местото за колената на патниците, како и за глава
државата, нудејќи повеќе простор и комфор од повеќето конкурентски модели. Кога говориме за габаритите, не може да го изоставиме и багажниот простор, чиј волумен изнесува 540 литри, што се движи во просекот на класата. Во соработка со импортерот за возилата од гамата на Jaguar и Land Rover за Македонија, Automobili Group, имавме можност да го испробаме Jaguar XF задвижуван од погонска единица со зафатнина од 2 литри, што користи дизел гориво. Овој мотор е дел од семејството Ingenum, кое се стреми кон префинетост во секојдневната употреба, испорачувајќи надпросечни перформанси. Софистицираниот агрегат располага со чистокрвни 180 конски сили, кои во целост се на располагање од 1500 вртежи, додека влечната сила од 430 Нм се грижи за моќно придвижување на крупниот XF. Исклучително тивкиот агрегат во конкретниот случај работи во спрега со 8-степен автоматски менувач, кој доаѓа директно од полиците на добро познатиот производител ZF и му овозможува на Jaguar XF секогаш да биде подготвен за правовремена реакција. Системот за чисто согорување со променливо време на работа на вентилите осигурува ниско ниво на CO2 чистички, што воедно го квалификува овој мотор во групата која ги исполнува најстрогите Euro 6 нормативи. Неверојатно, но оваа голема мачка и покрај својот агресивен карактер може да биде и економична, што е уште еден силен атрибут кој оди во полза на XF. Нам на тестот ни покажа дека во просек ни троши 8 литри, што секако е над декларираните вредности, но е сосема за почит. Системот за погон на сите тркала на XF обезбедува самоуверено управување на секакви површини. Водичката во класата технологија го користи најновиот софтвер на компанијата со интелигентна динамика на погон, која ги следи условите на возење до 100 пати во секунда, гарантирајќи точна распределба на вртежниот момент кон тркалото на кое највеќе му е потребно. Со оваа технологија системот му помага на XF да одржува совршена рамнотежа и обезбедува максимална контрола при тешки услови на управување. За неговите можности имавме прилика да се увериме во неколкудневното дружење во зимски услови, по мокри коловози и делници прекриени со снег, и може да кажеме дека во секоја ситуација реагира правовремено и ја совладува без никакви потешкоти. Иако големата тројка составена од Audi A6, BMW, Серија 5 и Mercedes E-класа суверено владеат со овој дел од универзумот, во ниту еден момент не може да негираат дека Jaguar со моделот XF има создадено на вистина силен конкурент. Особено ако го земеме во предвид тоа дека возената изведба која беше во ниво на опременост Prestige, што стандардно доаѓа со богата серијска опрема, која сепак беше подобрена со пакет на дополнителни елементи, вреден околу 12.000 евра и достапен по цена од 77.000 евра. За време на меѓународниот сајм во Детройт, организаторите на конкурсот North American Car Utility and Truck of the Year ги објавија имињата на победниците на овогодинешното издание на надпреварот. Организаторите најавија дека во исклучително сериозна конкуренција со наградата Автомобил на годината за 2019 на Северна Америка, веќе може да се пофали Genesis G70. Наградата за корисно возило Utility Vehicle е за Hyundai Kona и незината целосно електрична верзија Kona EV, додека пак традиционалната награда за локалниот пазар во трак категорија, наградата отиде кај Ram 1500.
До крајниот дел на конкурсот достигнаа по 3 кандидати во одделните категории. Кај автомобилите тоа беа Genesis G70, Honda Insight и Volvo S60 V60, кај универзалните Acura RDX, Hyundai Kona, Kona EV, Jaguar E-Pace, а кај големите силите ги одмерија Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra 1500 и Ram 1500. Infiniti ја одржа презентацијата на својот нов концепт QX Inspiration на салонот за автомобили во Детройт. Моделот е многу важен за јапонската марка, бидејќи тоа не само што е нејзиниот прв автомобил што работи целосно на струја, туку тоа е и концепт кој ќе го покаже новиот дизајнерски јазик на марката. Компанијата го идентификува QX Inspiration како просечен кросовер, но не ги откри неговите точни димензии. Само е познато дека должината на електричниот автомобил е 4650 мм, што значи дека моделот е сличен на Infiniti QX50. Техничките карактеристики не се пријавени, но официјално е објавено дека кросоверот добил еден електричен мотор и погон на 4 тркала EAWD. Представник на компанијата откри дека единицата на моќност QX Inspiration одговара на бензинската верзија со мотор V8, а тоа значи дека моделот ќе има околу 500 конски сили. Концептот е изграден на сосема нова платформа со рамен под во кој се поставуваат блок батерии со капацитет од 115 киловат-часови. Ова треба да обезбеди електричното возило да помине радиус од 500 км со едно полнење на батериите. Компанијата Volkswagen го искористи саемот во Детройт за да ја представи новата генерација на седанот Passat за Северна Америка. Моделот сепак тешко може да се дефинира како нов, бидејќи е изграден на платформата на својот претходник. Заради заштеда на средства, инженерите на брендот се одлучиле да не ја користат платформата MQB за моделот. Дизајнот исто изгледа познато, бидејќи во голема мера потсетува на новата генерација на Jetta, представена пред една година во Детройт. Седанот добил голема решетка на ладилникот која визуелно е обединета со стандардните LED фарови. Под капакот на новиот Passat е поставен досегашниот 4-цилиндричен бензински мотор со зафатнина од 2 литри и моќност од 176 конски сили. Тој сепак е преработен, зашто вртежниот момент е зголемен од 250 на 280 ньютон метри. Моторот работи во комбинација со 6 брзински автоматски менувач. Во листата со дополнителна опрема влегуваат систем за следење на мртвите зони, функција за автоматско сопирање со препознавање на пешаци, адаптивен темпомат и систем за следење и одржување на лентата на движење. Што се однесува до европската верзија на новиот Volkswagen Passat, таа ќе биде представена на почетокот на февруари, а ќе се произведува во фабриката во Емден, Германија. Засега од компанијата тврдат дека моделот ќе добие иновативни помошни системи за управување. Kia го представи својот најголем модел, кој содржи брутален дизајн. Тоа е Telluride, модел што го надминува дури и оно изграден на истата платформа Hyundai Palisade. Всушност, двата корејски модели имаат еднакво растојание помеѓу двете оски, 2900 мм, но Telluride е со 21 мм подолг и со 14 мм поширок. Благодарение на поголемите димензии, моделот на Kia може да се пофали и со поголем багажен простор, или 595 литри наспроти 510 литри во Hyundai Palisade. Сепак, моторите на двата модели се идентични. Под капакот на Telluride е атмосферски V6 со волумен од 3,8 литри кој развива моќ од 295 конски сили, заедно со 8 брзински автоматски менувач. Преносот е кон предната оска или има опција за погон на 4 тркала. Во втората верзија, основата на системот е електрохидраулична спојка. Возачот има вкупно 6 режими на управување: Smart, Eco, Sport, Comfort, Snow и AVD Lock.
Кај првите два погонот се пренесува кон предната оска, а при вклучување на комфорт или сноу, таа се распределува во сооднос 80:20, повторно кон предната оска. Во спортскиот режим, распределбата е 65:35 на предните тркала, а во АВД лок опцијата, тракцијата се дели еднакво помеѓу двете оски. Клиентите на Kia ќе добијат огромна количина на безбедносни системи. Во листата на електронски помошници влегуваат систем за следење на слепите зони, 360 степени камери, систем за контрола на лентата, проекцијски дисплеј и адаптивен темпомат. Главната работа што ја поставуваат во корејската компанија е високото ниво на удобност за возачот и патниците, голем 10,25-инчен екран на допир на мултимедијалниот систем кој поддржува Apple CarPlay и Android Auto, а како дополнување се нуди и 630 W систем од Harman Kardon со 10 звучници, 6 USB порта и безжичен полнач за паметни телефони. Моделот ќе се произведува во фабриката во САД, а се уште не е официјално објавено дали ќе се продава во Европа. Cadillac за време на сајмот за автомобили во Детройт го покажа својот нов SUV модел XT6, наменет за пазарната 2020 година. Станува збор за SUV со 3 реда на седишта, а ќе биде сместен помеѓу моделите XT5 и Escalade. При презентацијата од компанијата најавија дека нивниот нов модел е изработен врз добро познатата C1XX платформа, која исто така се користи кај моделите Traverse и Buick Enclave. Како што и се очекуваше, моделот својата инспирација ја црпи од Escala концептот, каде предната маска е воочлива и има карактеристични светла. Внатрешноста на оделот е доста просторна и луксузна. Во неа се користат материјали со висок квалитет како дрво, кожа и карбонски влакна, нешто што доликува на компанија како Cadillac. Покрај тоа во моделот има и богата опрема како греачи на седишта и нивна вентилација. Bose Performance Series Sound System со 14 звучници, информативно забавен систем со 8-инчен екран на допир и многу други работи. Од системите за асистенција, како и кај многу други модели, се појавуваат системите за следење на мртвиот агол, адаптивен темпомат, систем за одржување на возилото во лента, систем за помош при паркирање, систем за автоматско сопирање, head-up дисплеј, Night Vision систем. Импресивна информација кај новитетот на Cadillac е тоа што багажниот простор е со волумен од 356 литри, а истиот се зголемува до 2228 литри со преклопување на третиот и вториот ред седишта. Со својата тежина од 2127 кг, XT6 е способен да повлече дури 1814 кг. За погонот на автомобилот се грижи 3,6 литарски V6 бензински мотор со 314 конски сили и 373 ньютон-метри, заедно со 9 степен автоматски менувачи, стандардна тракција на сите 4 тркала. XT6 на пазарот ќе се појави уште оваа пролет, а неговата цена ќе биде дополнително објавена. Еден од најголемите саеми во светот, спектакуларното шоу на технологија и електроника, се одржа по 52 пат во центарот на Невада во Лас Вегас, а од она што можеме да издвоиме се секако големиот број на новини од сферата на автомобилската индустрија, каде во преден план се автономијата, електричните изведби, вештачката интелигенција, паметни градови. Лас Вегас е град во кој 99% од асоциациите за него ќе бидат врзани за коцкање, алкохол, забави, но во последните неколку години
Покрај сето ова, метрополата во Невада е центар на технологијата и електрониката од целиот свет. Со оглед на фактот што во Лас Вегас е се екстремно, така бидува и со сајмот за потрошувачка електроника. Повеќе од 3000 изложувачи, 185.000 посетители од целиот свет, 255.000 квадратни метри изложбен простор и годинава го одбележаа еден од најголемите светски сајми за технологија CES или Consumer Electronics Show. Кон ова треба да се споменат дополнителните презентации во објекти, сали, хотели, како и во центрите како Digital Experience и Showstoppers во Лас Вегас, што само потврдува дека CES како манифестација од година во година расте. Затоа, организаторите велат дека постоечкиот простор на Лас Вегас Convention Center, каде годинава беше најважниот дел од манифестацијата, мора да се надгради. Инаку вреди да се напомене дека ова беше 52-ра приредба под ова име, па Лас Вегас поради своите екстреми во големината на понудата засега е единствен град на светот кој го заслужува епитетот на ваков саем. Како и секоја година и овој пат беше интересна понудата од самите автомобилски производители, добавувачи и компании кои непосредно се дел од овој совршен свет. Во автомобилски израз, ова е самиот врв на салонските понуди на територијата на САД во последните години, веднаш за Детройт, Лос Анџелес и Њу Јорк. Секако во преден план, овде се технологиите и достигнувањата. Од сите представени технологии, во продолжение би сакала да ви ги презентираме оние кои нам ни оставија најголем впечаток. Листата ќе ја почнеме со Hyundai мотор, која за време на салонот го представи футуристичкиот концепцијски дизајн, која демонстрира визијата на компанијата за возило што може да понуди мобилност на потрошувачите на места каде што не поминува автомобилска гума. Футуристичкиот концепт на Hyundai е наречен Elevate и брендот го дефинира како автомобил кој оди. Компанијата исто така коментираше дека со помош на овој развој се отвора нова класа на возила, UMV, Ultimate Vehicle Mobility. Во Лас Вегас BMW Group на публиката ги презентира своите визии во областа на интелигентната конекција и потенцијалот за индивидуалната мобилност на иднината. BMW Group, презентацијата на CES беше фокусирана на BMW Vision iNext, како поглед кон иднината и системот за асистенција BMW Intelligent Personal Assistant, кој има интеракција помеѓу возачот, неговиот дигитален живот и неговиот автомобил. Nissan за прв пат представи две нови верзии на најпродаваниот на територијата на Европа електричен автомобил Leaf. Моделот кој е достапен за нарачка во Европа дебитираше со освежена верзија и батерија од 40 kWh со нови бои, нова Nissan Connect EV апликација и друго. Главната новина кај Leaf сепак се нарекува 3.0e Plus Limited Edition, која исто така е достапна за нарачка, а во оваа изведба електромобилот е опремен со нова батерија со капацитет од 62 kWh, моќност од 217 конски сили и зголемена автономија за 40% или 385 km со едно полнење. Ауди на годинешната изложба го имаше најиновативниот концепт за лицата кои ја обожуваат виртуелната реалност. Моделот Audi e-tron Crossover, изработен во соработка со Disney Games and Interactive Experiences, ја имаше главната атракција. Со поставување на наочарите за виртуелна реалност, додека се наоѓате внатре во возилото, тоа се претвора во вселенски брод како од Guardian of the Galaxy, а секое движење со него се пренесува низ очилата.